Експертскиот тим од Федералната криминалистичка полиција на Германија денес беше на увид на местото на опожарениот објект на модуларната болница во Тетово и заедно со кримтехничарите на МВР како поддршка на основното јавно обвинителство ќе работат при истрагата за утврдување на причините за пожарот. Како што информира од владата, тимот е составен од двајца кримтехничари форензичари за истрага на пожар и двајца се кримтехничари форензичари за ласерско мерење и фотографирање на просторот. Во пожарот кој се случи на 8 септември загинаа 14 лица. 12 пациенти кои се лекувале во објектот беа спасени и префрлени во другите ковид оделенија, а сега неголемиот дел од нив се веќе пуштени дома. Во меѓувреме состојбата со пандемијата се смирува, но се уште има смртни случаи. Имаме уште 4 хоспитализирани од преживеаните од несреќниот настан. Се грижиме за нив, во добра стабилна состојба се, другите се сите пуштени дома. Во моментот имаме 36 вкупно хоспитализирани, значи значително е намалена бројката. Меѓутоа, на жалост, во ова деноноќе имаме 3 жртви. Се надеваме дека уште повеќе ќе паѓа бројот и до крај на другата недела ќе немаме више хоспитализирани. Амбулански прегледи и тие се значително намалени. Вчера имавме 43 пациенти, 43 контроли, приеми имавме 2, исписи 1. Така, вакцинирани имаме со една доза 4 хоспитализирани, додека со 2 дози имаме 6 хоспитализирани. Сите се во стабилна состојба. Инаку деновиве ковид статистиката за Тетовскиот регион покажува повеќе оздравени пациенти од новозаразени лица.